Сајмот за автомобили во Чикаго е лансирно место за производителите да ги покажат своите најнови понуди. Последните години фокусот беше на електричните возила. Но услови на зголемени цени на возилата, разновидноста и изборот се посебно нагласени на овогодинешниот автомобилски сајм. Во Toyota веруваме дека тоа не треба да биде само една формула. Од Toyota вела дека сегашната гама на производи на компанијата е мешавина од електрични и автомобили на бензин и ги одразува повратните информации од клиентите. Сега имаме 21 хибрид во Toyota и Lexus, со тоа ја испраќаме пораката за јаглеродна неутралност. Поради тоа Toyota ја промовираше петата генерација на моделот Prius, најпродаваниот хибрид кој користи и батерија и мотор на бензин. Сакаме да се увериме дека имаме нешто што не само што има смисла за нас, туку има смисла и за нивниот джеп. Мекалистер вели дека Toyota не го игнорира брзо растечкиот, но поскап пазар на електрични возила. Повисоките каматни стапки за купување автомобил во 2022 година го забавија купувањето нови возила, што го означи првиот пад на продажба во една деценија. И покрај тоа бројот на продадени електрични возила се зголеми за околу 65% во однос на претходната година. Електричните возила сега сочинуваат речиси 6% од продажбата на продадени нови автомобили во САД минатата година. Производителите велат дека клиентите се борат да ја надминат анксиозноста на опсегот, колку далеку може да патуваат електричните возила пред да треба да се наполнат. Во САД бензинските пумпи далеку ги надминуваат станиците за електрично полнење. За некои од нашите клиенти не се подготвени за електрични возила. Нашиот план за следните 5 години е сепак да понудиме такви возила, но во исто време и возила на бензин или хибрид за оние кои не се подготвени. Чад Лион со брендот Chevrolet на General Motors вели дека поборувачката за лимузини на бензин опаднала. Како резултат на тоа, поставата на неговата компанија е фокусирана на спортски или теренски возила. Chevrolet се очекува да понуди 2 нови електрични теренци, но и други модели. Пикап камионите се срцето на Америка, затоа ќе понудиме и такво електрично возило. Сите сакаат спортски автомобили. Менаџерот за дизајн на Dodge Дејан Нинов вели дека клиентите сакаат возила што изгледаат помалку електрични, а повеќе класични. Мислам дека ако ги погледнете електричните автомобили во моментов, сите изгледаат исто. Сите го имаат истото чувство и карактер, имаат исти пропорции. Нинов дизајнира концепт кој го преобразува иконскиот спортски автомобил Challenger во целосно ново електрично возило. Тој има нешто што електричните автомобили го немаат, а тоа е голема работа за спортските автомобили. И додека производителите го нагласуваат изборот, американскиот претседател Џо Бајден сака 50% од сите возила на патиштата да бидат електрични до 2030 година. Калифорнија во меѓувреме наложува сите нови возила што се продаваат во државата да бидат електрични или на водород до 2035 година.